Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Разгледав што е како и извадив, да кажам, 3 работи кои што се многу важни. Например, 1842 година, Добра. на денешен ден во Милано, во Миланската скала, е направена премиерата, прво прикажување на операта Набуко од Джузепе Верди. Одлично. Што значи, преку ова ги поздравувам сите мои пријатели од Националната опера и балет, Може и јас се каде што редовно ги одржуваме промотивните настани наши на универзитетот и каде што ги промовираме дипломците и магистрите. Се надевам во идната година и докторите први, затоа што еве досега не добивме акредитација за докторски студии. Но што е друго, бидејќи го спомнавте Дарко Панчев, Така. морам да направам една спојка со Дарко. Дарко ја заврши кариерата во Интер Милан, Така е. но токму на денешен ден, замислите, во 1908 година е основан неговиот Интер како Интер? фудбалски клуб. Да. И со ова е праќа поздрави до него. Дарко, нека Бакнеш и е приградски. честит, така Да. е овој ден, каде што е основан и Интер, еден од најголемите тимови во светот. Така е, да. И третиот? И Третата третиот работа? момент е за сите мали девојчиња. Аха. Вклучително и Керка ми, ќе кажам зашто е Керка ми, таа не е мала сега, има За вас трие- е мала секогаш, така така, била, има така. мало детенце, 5 годишен внук имам, меѓутоа, кога беше она малечка, и носев од Берлинскиот сајм за туризам подароци, тогаш работев во Палас Турист, но не стасував да одам на шопинг, За да неа купам специјално? било што, Да. затоа што бев цел ден на сајмот, од 10 утрото до 19 вечерта, додека излеземе од сајмот, продавниците веќе во 20 часот беа затворени. И на тогашниот возач, сега покоен Никола, му викам: Коле, ајде, носи ме на Бит пазар, те молам да купам неколку барбики за Ангела. И така купував барбики за Ангела, а зошто ова го спојувам сега? За Бит пазар отидовте наместо Берлин, заради тоа што Берлин не. Затоа што на денешен ден во 59-та година Добра? во Њујорк на еден голем саем за детски играчки е промовирана Барби куклата. Ете Супер! како се поклопуваат деновите, Така токму е. поврзани со овој ден денес. Добро, од кога ова го правите? Сега мене ми е интересна оваа приказна за тоа Па речи како си е. многу одамна, не знам, Да? може би има 30 на години. Да. Кој тоа сака да ги слуша вашите приказни и пријателите, така ги бомбардиравте со Да, приказни јас наутро? кога ќе седнеме на вечера негде во некоја Добро. меана, ќе им кажам: "Еј, знаете ли Знаеш што што се е на случило денешен денес?" Така. Или кога ќе седнеме на пример на работа на било каков Да. колегиум, викам меѓу другото да ви кажам дека се случило тоа и тоа или е роден тој и тој. Аха, Значајни светски личности, фаци, нели? така е, да. Но тоа има врска никаква и со вашиот татко и со неговата работа, веројатно таму никако, нели? Се Па е има врзано врска, со... така е. Јас, например, денес не можам да ви ги кажам сите главни градови, иако сум нели во таа сфера. Иако ја завршив мојата образовна кариера од основни магистарски и докторски студии во областа на географските географија. науки, меѓутоа не можам да ги кажам сите главни градови, сите држави у свет. Немојте да го кажете ова. Или? Меѓутоа, Добра? тогаш, како дете, Да. додека таткото мој бил професор по географија во Драчевската гимназија, браќа Миладиновци, така е. Одлично. Буквално ги знае сите и доаѓаа неговите ученици Добра? дома кај нас во станот на улица Пушкинова и јас им бев како дете интересен. Ај кажи тој главен град на која На која држава или држава, на таа држава, кажи го, ги гаѓав од прва. Ама потоа се менуваат работите или искуствата или нештото што ве води во животот. Така е никако, Секако. нели? Да, не можеш се да паметиш цел живот. Не. Да. Нормално, така е. многу работи исчезнуваат. Така е. Нашиот За нови да дојдат. човековиот мозок е способен да памти многу работи, меѓутоа и ги селектира. Така е. По селекцијата Така да е некој важно. ги стави во длабока позадина или во некоја темна длабочина, од каде што
од време на време може ќе излезе некоја информација. Така е. Но вака редовно не можам на се да се сетам, нели Така е. нормално. Ајде сега се враќаме на Пушкинова. Така е. Каква беше кисела вода тогаш? На каква кисела вода се сеќавате? Уф, каква прекрасна. Јас, на пример, јас не се родив таму. А не. Се родив, да, роден сум во Скопје. Да. И можам да кажам дека сум возрасен скопјанец или стар на мојата 62 година која што ја чекорам овие денови, нели? Но сакам да кажам дека моите родители прво се населиле од Свети Николското село Сопот Аха. во еврејско мало, тоа е одспроти од Да. тука, преку камениот мост, Така е. каде што сега е музеот на Холокаустот или поранешна автобуска станица Така е. меѓуградска. Меѓуградска. Така е, ја паметите и вие. Да, ја паметам. Не сум ни ја малецка. Така, меѓутоа тоа било во 54 или 55 година, меѓутоа поплавата ја руши таа куќа во 62 година и моите се преселиле како надомест од државата добиле стан во Карпош, каде што е сега педагошкиот факултет. Видите, тоа е Има врска никаква со педагогија и со вашиот живот. Има, така тоа е дел од судбината, што значи дека после многу години од нашето иселување од тој дел, татко ми станува професор на педагошка академија и нејзин директор. Да. Таму сме се преселиле во една зграда, која што пак следната година во 63-та за време на земјотресот Скопски катастрофално се распукнала на два дела и моите се тогаш се преселуваат во кисела вода, во комплекс од згради што биле постари, а се нарекуваат поплавените. Поплавените. Градени во времето на поплавата. Затоа се викаат така поплавените, да. И јас израснав во една таква петокатна зграда, петоспратна зграда во која што немаше лифт. Супер, на пети бевте? Не на приземје. На приземје, добро, Пев. сте имале среќа. Пеевме на приземја, стан број 4, улица Пушкинова број 2. Одлично. И тука израснав јас моето најрано детство преку главната улица од другата страна, кај што е општинските бараки каде што се денес. Добро. И тогаш беа. Има една градинка во која што јас одев и сите дечиња од малото мое одевме во таа градинка. Па прво, второ и трето деление учев во Невена Георгиева Дуња. Добро. Во меѓувреме се направи новото одлично училиште Кирил Печеновиќ. Така. Па сите нас те префрлија што сме од десната страна на главната улица, тогаш Првомајска, денес Борис Трајковски. Така е. И од четврто до осмо деление јас учев во Кирил Печеновиќ. Тогаш асфалтирани улици, чисти. Редовно, неделно еднаш поминуваа прскалиците, на кои ние како деца од позади се качувавме за цревата, се држевме да се возиме на камионот, додека тие рачистуваа по улиците, парковите беа зелени, средени, имаше така наречени чувари во зелена униформа, ја како деца ги викавме зелен бач. Еве го иде зелен бачот. Бегај. Бегавме од нив, затоа што детската игра беше и поврзана со правење ситни бели. Така е. Ќе им ги одвртиме хидрантите да тече вода, па ние ќе се шлапкаме во водата, во тревата и така натаму. Тоа се детски, баш детски игри. Да. Времето на лижавчињата, времето на јаболчињата Петровки со црвено тие? со шекер Со горе. шекернав, да. Дали ќе земеме петле лижавче, лисичка, кутренце, имаше неколку такви фигури и трчавме по лижавчињата, кој прв ќе земе. Нашиот тогашен буџет или джепарлак Да. беше многу скром. Независно од работата на нашите родители, независно од нивната позиција, нити образование, социјално-економската и финансиската моќ на сите што живеевме во зградата беше иста, еднаква. Таму беше и Дарко Панча, во истата зграда, Дарко Панча беше во соседната зграда, така е. Но сето тоа едно големо мало представуваше, кога беше во прашање споредба со другите мало. А меѓу нас пак имаше поделба
на подмножества, така математички да се Добро. изразам од четврто оделение. Имаше Да. подмножества, па секоја зграда си изгледаше свое мало. Така некако. Се Но- дружите, но- се дружевте Се со Дарко? дружевме генерално, не само со Дарко, со Да. сите деца. Ке ни Дарко кажете е некој од 3 тие? години помал од мене. Од вас, добро. Да, помлад е, он е 65-то, јас сум 62 годиште, меѓутоа во тие детски денови не прави тоа голема разлика. Така е, да. Да. Сите игравме джамли, игравме разни игри. Игравте ли фудбал? Па нормално игравме на мали голчиња, На се мали викаш. голчиња? Да. Ај ке играме на мали голчиња. И имам некаде во телефонот еден од моите другари сега скоро ми прати слика. Добро, Јас сум заборавил, тој е Лесич Драган, добро. дач под надимак. Ми прати слика, сме основале фудбалски клуб од нашата зграда, замисли. Толку многу имало фудбалери таму за фудбалски клуб. Па, Ау! на мали голчиња беше од 7 луѓе, нели? Да. И голман плюс 6. Така е. Така игравме тогаш. Да. Фудбалскиот клуб, како се викаше, Јадран, чинам дека беше, или Ајакс, го крстивме тогаш. Тогаш времето на Јохан Кројф, а некаде сме ние на возраст 6-7 деление. Едно од децата Добро. навиваше многу за Црвена звезда и цело време викаше јас сум пижон, јас сум пижон. И ние окрстивме пижон до ден денес, тој како надимак го викаме пижон. Кај е пижон? Од време на време се слушаме, се Така. гледаме. Тоа сакам да ве прашам. Одржуваме контакт? жива комуникација, да. Да. И јас имав свој надимак во тоа мало нормално. Како? Оса. Оса? И денес Зошто оса? зашто? Што е врзано со оса сега? Ајде. Знаете Мора да има како? приказна. Знаете како? Мојата поранешна секретарка Добро. која за жал се исели во Америка да живее, добија од американската амбасада иселеничка виза и не го издржа предизвикот да останат во татковината и за тоа сум и многу луд. Еве и вака јавно. Но таа ми вели еден ден, вика, ректоре, ми рекоа, Аце, осата го бараат, Аха. а викам, кој го бара? Вика, Гоце База. И она почнува да се смее, како и вие сега. Гоце база, Да, Аце Гоце оса. База го Ајде, бараат ајде. Аце Оса, викам, дај ми го поврзиме, те молам. Тој ми е другар од детството. Аха. Значи имаше надимаци и тогаш. Па сите имавме Да. надимаци, баш не постоеше дете што нема надимак. Аха. Дарко Панчев имаше некој надимак во тоа време? Се сеќавате? Дарко Панчев, не можам да се сетам сега дали имаше некој таков надимак, ама тој од рани години, некаде, мислам дека во 5-то оделение или 6-то, Добро. тој ќе ме коригира кога ќе се видиме Да. ние 100%, Да. дека дојдоа од Вардар и го зема да тренира во младинската, во пионерската школа на фудбалскиот клуб Вардар, така да не можам да се сетам како го вика, но сите ние го знаеме како Даре, Дара. или подоцна нашиот херој од малото беше Панчев. Така е, да. Ние не навивавме за Вардар. Не. Не. Вардар беше нашата љубов. Така е, И со така е. љубов одевме на стадион. Тоа ќе ве прашав следно. Одевте потоа кога нели се изменија работите, па тој беше дел од нели тој тим. И пред тоа, и за време на неговата игра, и потоа, целото мало идевме на стадион, на Јужна? Вардар. На јужна или на друга трибина? Тогаш не пуштаа на Јужна, Добро. идевме на беа запад. изградени западна, ваква? Беа изградени во ваше време? Беа ниски. Ниски, така? Ниски беа со мислам, десетина редови. Добро. Беа ниски трибините. Ние одевме на источната трибина. Добро. Не пуштаа на другите, таму беа со карти. Ние деца, како може да купуваме карти? Нити смеев да кажам дома дека идеме на стадион. Ама не пуштаа чичковците, така викаме тие чичкочувар, ке не пуштиш да влеземе внатре. И во една прилика ни вика, да, ќе ве пуштам ако носите знаме на Вардар. И ние Проблем. сите
набавивме знамења на Вардар и така влегувавме на стадион. Одлично. Значи за деца тоа е Да се прекрасно. радувавме на Вардар. Да. Тоа што ние денес го немаме, за жал, го немаме својот тим херој. Освен ракометниот клуб така. Вардар и ракометот како спорт, се некако другото ни отиде низ прсти, ни замина во заборав, не ја одржуваме, не ја очувуваме традицијата. За жал. Се надевам дека ќе се сменат работите во некое друго Скопје, але леко ќе правиме за неколку години пак муабет. Тамо може би секој втор, трет ден идевме у кино. И имаше добри филмови таму? Не добри, одлични. Одлични. Браво. Сите светски хитови од светската кинематографија Доаѓа. ги имавме ние во Кисела вода, имаше кино во Драчево, имаше кино во Бутел, имаше кино на Битпазар, имаше кино скоро во сите населби. А, Скопје беше многу богато место тогаш, така? а сиромашно со да кажам сиромашно со финансии на луѓето, но богато во душата на секој граѓанин, на секој жител на градот. Да. Што значеше тоа богатство во однос на пријателства и во однос на дружба? Да речеме, ева, не овие детскива, него потоа ни животот. Што значеше? Каде се одеше? Како се другаруваше? Не можат овие денешни деца или можеби младинци да не сватат како изгледаше Скопје 90-тите, кога беше се отворено до раните утрински часови и кога немаше заспивање. Се обидував на работа да им раскажувам, младите се попаѓаа од смеење, вака да кажам, народски, нели, да. Како може, викам, им велам, ние излегувавме од 5 до 9:30. 10 саат моравме да бидеме дома како деца, како Добра. средношколци. И дека тогашните другари мои, тогашните наши симпатии, да кажам, се наоѓавме на автобуска станица кај градска болница, Добро. бидејќи до тука доаѓавме со четворка од Кисела вода или со 41 автобусот што доаѓаше, Да. што доаѓаше од Првомајска Драчево, одеше, така е. И замислите 5 саат во сабота, летно време, да се чекаш со некоја девојка што ти била симпатија, пука сонце, жешко, сред ден е тоа. А ти одиш на средба. А ние одиме како денеска викаат младите на дејт. На дейт, да, да. И сега замислите, таман ќе почне да се стемнува, ние треба да се пакуваме и да си одиме дома. Вистина до 9:30 ве пушта? Да, Ја патив поише не пуштана. особено девојките. Аха, да. Требаше да се врата дома. Да, девојчињата мораше да се вратат дома 10 саат, па тие што беа од Драчево, дури го фаќаа предпоследниот автобус. Последниот беше во 10:35 на вечер. Толку. Немаше повеќе. Нема да не разберат овие. Немаше луѓе се. повеќе. Да. Но ние што живеевме поблиску од Кисела вода, останувавме, имавме привилегија или прилика да останеме и подоцна во некоја од дискотеките, на пример, еве вчера разговарав со еден од тие старите пријатели од градот, се организира Мусандра слави. Мусандра 50 години слави, Драган Б.Костич ќе биде и Вера Јанковиќ ќе бидат, нели, главни диџеи. И ми викаат, ајде, јас се дојди од тоа време, се подсетиме сите заедно. Не сум сигурен, но може би ќе отидам. Зошто да не? Затоа што ми е преполна агендата. Добро, ја мислев затоа што тоа е тој дух кој што го носиме сите веројатно. Без духот нема Така е, нема напред. Нема да разговараме. Така е. И нема напредок, нема прогрес, нема елан во животот. Кога ви кажа дека ќе се селите во Радишани, од ова асфалт средено, мало, фудбалски клуб, се средено, блиску центар, се ти е блиску тука, имавте автобус, како 77 или добро не ве 77 автобус на Пролетер возеш. На Пролетер на 1 час. И ми се смеат моите деца, керка ми Ангела и синот Љупче и нивните пријатели, што викам автобус. Автобус. Требало да кажам автобус. Ама скопски автобус. Ама Скоп. Така е, јас Така се е. бидам им објаснам дека и тренерките не се пишуваат со ние, ама се Ама е скопски на тренерка. скопски се кажува тренерка, си е Да, тренер, да, не е да. тренерка. Како рука нога, така? Рука нога, така е. да. Тоа е тој жаргон со кој што растевме од деца. Види, 81 година
Многу е тоа одамна. Ја, кај кажувам вака сега да, ако можева да се пресече. Се шегувам. 80 и некоја? Значи, 81 година завршивме средно училиште мојата генерација и предходната 61 и по мојата 63-та ние некако се среќававме за училиште, зависи кој кога се запишал во прво оделение, колку време одел во градинка или во забавиште. Но тие три генерации завршивме матура во 81 и тогаш постоеше закон веднаш да одиме на отслужување на војниот рок во Југословенската народна армија. Се вративме 82 година во октомври месец. Веднаш тргнавме на студии. 83 година на 23 септември чинам на есенската рамноденица или на првиот есенски ден. Добра. Татко ми вика, ние се селиме и идеме во Радишани. Кај е тоа, ќе видиш. Леле. Се преселивме во Радишани од градска средина, асфалтна, со зелена трева, како претходно што ви опишував, каде што игравме во тревата на мали голчиња, игравме карти, игравме челик, игравме народни, игравме жмурки, игравме камаи, игравме плочка, игравме сервис, игравме што ти уште не. Се преселивме во Радишани, каде што до ден денеска јас живеам на улица АФЖ. Кажува во една прилика, ми се јавува на телефон, тој беше директор на Педагошка академија, ова некаде втора година средно училиште, значи е 78-9 учебна година. Ајде вика, сине, на масата си го заборив работниот материјал за состанок, молим те донеси ми го, ама поитно што можеш. Леле. Тоа- Не од Радишани, ова е од Киселово. Од Киселово. Добра. Доаѓам, тато, Леташ. облакам кратки панталончиња од сечени фармерки, Леле. со конци надоле. Добра. Една маичка така од озгора, тесна, тогаш носевме тесни, да се покажеме. Станувавме мажиња млади. Тоа е времето на звонарки или не е тоа тој период? Не? Тој е, Тоа е но некаде уште така. не, ова беше Да. топло, Да, летно затоа облегов време. кратки Да. панталони и едни влечки Аха. на нозете и така одам кај него на работа. Дојде веднаш четворка, се симнав, точно има автобуска станица кај педагошкиот факултет денес. Влегувам кај неговата секретарка, господја, јас ја викав тетка Мица Мицајкова. Вика, повели јаце, тато ми се јави да влезам да му го ставам материјалот, го заборил дома. Вака ми изгледа жената, ништо не ми рече, отварам вратата јас. Тогаш се пушеше во работните простори. Татко ми беше голем пушач, со цигарата в рака, на чело држи состанок, задимен кабинетот негов. Ме погледна вака надно очарите и само вака ме направи. Леле. И јас да изустам, уште еднаш ми направи. Се вратив чекор назад, ја затвори вратата, како што умееше да каже, затвори ја вратата од надворешна страна. Да, нели? да. И тетка Мица вика, вака облечен не. Кога се врати дома од работа, лум ме направи, Не. како можеш ти да ме срамиш пред моите колеги? Не. Па така ли се доаѓа кај мене на работа? А вие за побрзо, нели? Не мислим, Јас не за сте побрзо, мислела, ама и така во е. таа брзина сум морал Да. да мислам како ќе На отидам тоа кај како него треба на да... работа. Така е, И да. затоа јас сум цел живот, од како ме знаат мене од 25-6 година на мојата возраст, кога станав млад наставник по географија, јас сум секогаш, како сега, во одело, Среден, да. со бела кошула, со машна или вратоврска, со чевли, среден, дотеран, спастрен. Дури во една прилика во Радишани во школото бев наставник, ова сега што ќе го кажам, имаше саботи кои што ќе се сетиш, да, као работна Да. сабота, ама не се држи настава,
Аха. Ја бев наставник, него ќе ги средуваме кабинетите. Да. Облеков од дома фармерки и тексас кошула. Беше настан на денот, кога викнаа учениците. Деца, видете го, Ацо, Ацо дошол Ацо и таму дошол. има друг надимак. Што, како вика? Сега ќе ви кажам. Ајде, добро. Ацо дошол, вика, у фармерки, да го видите како изгледа фармерки. Да, Се не сме го собраа видела. сите 4, 5, 8 оделенија се собраа околу 200 дечиња да ме видат како изгледа фармерки. Да. Ајде сега за надимакот, да не го забораваме. Во школа. Во школото радиш терминатор. Значи сте биле лош. Не, Не, добро. знаете зашто сум терминатор? Не знам. Бидејќи бев оштар, Леле. принципиелен, Добро. но другар со нив. Кога би можеле да се сетите на некој такво излегување или можеби некоја веселба, да ни раскажете само сегмент, заради тоа што овие младиве генерации некако и поинаку се радуваат од нас во тоа време. Јас барем такво мислење. Например, излегувавме ние преку камениот мост. Да, во Турска чаршија? На почетокот во чаршијата имаше една пицерија Менада. Да, така е. Излегувавме таму. Да. Таа беше првата пицерија во Скопје. Подоцна се отвори во градски трговски центар, кога го отворија трговскиот центар пицерија Житолукс, беше на 2 спрата. Жито Лукс, ја на ова не се сеќавам. Жито. Од кај Жена парк, оној Жито Лукс што беше? Точно таму. Така, ама на 2 спрата велите. На 2 спрата беше. Добро. Долу беше за секојдневна комуникација, а горе за седнување да. за пици. Добро. Имаше преубава пица во тоа време, замислите со мелено месо. Пица со мелено месо во Пица со Скопје. мелено месо, али перфектно вкусна. Веројатно за тоа што беше реткост. Така. А дури потоа се отворија пицериите во Да. населба Аеродром, на Фуфо, да. и потоа почнаа да се отвараат пицерии Амигос, Мечос и така натаму, да не ги И така, набројувам сега, да. да. Но излегувавме предходно на Средноводно, имаше прекрасен ресторан. Аха. Да. Панорама, на тоа Излегував- мислете? Не, панорама. На Средно Погоре, гора. на Средноводно имаше одличен ресторан. Излегувавме во Кермес, излегувавме тука во Метропол, Така е. излегувавме во Опатија, ондека во парк. Излегувавме на повеќе места и ни беше прекрасно, најверојатно за тоа што бевме Бевме млади. млади. Аха. За Скопје се испеани многу песни, напишани многу стихови, напишани многу романи. Се пишува и денес. И треба да го поттикнеме сето тоа уште повеќе, да се пишува, да се рецитира, да се чита, да се зборува и да се пее за нашето Скопје. Така е. Сепак Скопје е нашиот главен град. Заслужува, ви благодарам. И јас ви благодарам на вас што ми укажавте прилика да можам да кажам еве збор 2 и неколку муавети за Вашето Скопје. мојот роден град. Така е. Да. Тоа е благодарам. моје Скопје. Така е. И не го давам. Не го даваме секако.